Чувствувам потреба на должност да кажам некој збор за оно што се случи изминатиот викенд на Шар. Најпрви затоа што се изначи да вразни дезинформации. По некој навреди, по некој правени многу паметни, како што вели многу често бидува. 6 члена екипа, меѓу кои јас, Дамјан, Сенан, Божидар, Боби и Кристијан, одлучуваме наместо за традиционалното зимско искачување на Тито брв, вечерта на 20 часот од Смрека да се патиме кон брвот, каде што ќе пренокиме во кулата. А од еден да ќе ги пречекаме планинарите од сите страни, додени да се искачат на вториот највисок брв во Македонија. Многумина блиски луѓе, меѓу кои Никола, Мартина, Сандра, Боби и другите, кои се грижаа за мене, ме молеа да не одам. Дека ќе измрзна, дека е ризично. Но јас кога ќе наумам нешто, не може никој ништо да ме премисли освен самата јас. Грешка број 1, што за малку прескапот ја платев. На 15 часот прелегнувам за да имам сила за она што ме чека ноќте. По еден час станувам со силна главоболка и смрзнати стапала. И во тој момент, многу реток момент во моето доселешно планинарско искуство, одлучувам да го вклучам разумот. Излегувам во просторијата каде што спиев и им соопштувам на момците дека нема да ги дружам. Истата одлука неколку мига пред мене надонен од Боби. Преостанатите четворица се веќе облечени, подготвени, правиме неколку фотографии, се пушкаме и ги испраќаме кон брвот. Во домот владе одлична атмосфера. Дамјан ми се јавува дека се на каравана и дека потоа нема да има батерија за да ни се јави. Му кажуваме дека без оглед на тоа задолжително чекаме побег, или барем порака дека стигнаме горе, од кој било мобилен во другите во екипата. Времето поминува. Тргна на кај 19:30. Веќе доаѓа полноќ, а од дечките нема аларм. Забавата е во тек, кога се звонува нечи мобилен. На телефон е Соки кој ни кажува дека се случила незгода, дека Кристина се ризнала и паднала и не замолува случајот веднаш да го пријавиме во локалната полициска станица. Шок, паника и несвестица. Како паднал? Дали е добар? Дали се другите добри? Станом ми предлагам да одиме нагоре да ги бараме. Еден возрастен планинар со своето долгогодишно искуство и трезвеност во дадената ситуација ми вели: "Седи мирно, сакаш уште поголема тлопа да направиш? Како можеш ти да им помогнеш ако се качиш? Не смееме да го креваме ниту да го носиме. Ќе мора да почекаме спасувачка амбулантна екипа да оди да интервенира." Веднаш кога чуваме кон полициската станица, откако претходно им јавивме и го пријавивме случајот по телефон. По некој време спасувачките екипи јавуваат дека нема услови за летање, поради намалена видливост и нема начин да ги лоцираат. Ќе мора да чекаме до зори. Потиштени и разочарани се заминуваме од станицата и се враќаме во домот. Почнуваат да ми излудуваат мислите. Како се? Дали се свесни дека стигнува помош? Дали се свесни дека не сме ги заборавили ни за миг? Дека правиме се што е во наша моќ да помогнеме? Дека не се оставени сами на себе? Поминува доста време, нашата агонија и грижа само се зголемуваат. Седиме немотни и не изусуваме ни збор. Излегуваат првите зраци сонце и веднаш се јавуваме во полициската станица. Ало, дали сега ќе може да испратите хеликоптер во врска со настанен пријавен вечер, синоќа? Да, девојчеве ги тануваат. Коментарите на планинарите нема да ги коментирам. Од причина што повеќето од нив ми се пријатели. А другата причина е тоа што јас најмалку имам право на збор. Бидејќи знам како своеглаво сум постапувала во ситуација кога некој нешто ќе се обиде да ми забрани или наметне. Сега, гледајќи ја другата страна на приказната, свесна сум колку беа во право. Колку беше исправна одлуката. Колку некогаш треба да ги послушаме водичите на турите и оние со поголемо искуство од нас. И да не одиме со глава во цици. Времето поминува. Никој од нас око не склопува, но сите се грижиме еден за друг како најблиско семејство. Доаѓа 9:30 кога конечно хеликоптер надлетува на Шар. Слушаме како не надлетува повторно по еден час, одат за Скопје. Може да здивнеме барем накратко. Уморов ме совладува и легнувам да спијам. Дамјан ми се јавува и ме успокојува дека е добар и дека Кико е надвор од животна опасност и нема некоја посериозна повреда. Ми излегуваат на површина сите емоции, целиот стрес и целата нервоза што ја носе во себе. И почнувам неутрешно да плачам. Сепак, нивната пожртвуваност и грижа се она што остава најголем печат на целата ситуација. Тројцата ги вадат своите вреки и залмати за да го згрејаат таа долга ноќ, не грижејќи се за себе и нивниот студ. Цело време бдеат над него, а преостанатиот дел од времето одат од местото каде што има мрежа, за да дознаат од нас некоја информација повеќе за тоа докаде е помошта што им е толку потребна. Му зборуваат. Ја вложуваат целата своја сила и енергија да му зборуваат, да го одржуваат буден, да го одржуваат жив. Целата таа пожртвуваност
Резултирало со тоа Кико да не измрзне, да остане жив. Да, тие му го спасија животот на ова прекрасно, позитивно младо момче. Во моите очи, Дамјан, Сенат, Божидар, Зоки и Дина, луѓето што ја помина ноќта на Шара, се најголемите херои. Дали и што ќе извлечеме како полука од ова искуство останува на нас. Ја стрмам од себе и знам дека ќе остави голем печат. И од сега многу поинаку ќе гледам да работите. Зимска тура е зимска тура. Зимска опрема е зимска опрема. И тука нема простор за калкулација.